власт не е председател на Военно 3 години зборувате за Никола Груевски. Вие имате множество во собранието, не ли мислите дека на вас отговорност да вземете мандатот, впрочем и вашиот коалиционен партнер, господинот Талат Джафери, ја одложи се изборот кој што се гласаше за одземање на мандатот. И зашто сега? Кое ви е конкретното прашање? Молам поставете го. Зашто од 3 години сите грешки ги се вадите со Никола Груевски? Не можеме, а да не спомнуваме во ова собрание дека Никола Груевски за време на неговото 11 годишно владење, за време на неговиот режим, ги урниса сите столбови на државата и државноста. Буквално не раскара со сите соседи. Тоа граѓаните добро го знаат. Не можеме, а да не повикуваме на одговорност. Граѓаните на Република Северна Македонија многу добро знаат дека, за жал, се уште ги плаќаат фактурите од неговото деструктивно владење. Уште еднаш, во насока на мојот одговор, ќе кажам, за жал, и ова ново раководство на ВМРО-ДПМН продолжува по патот кој е трасиран од Никола Груевски. Упорно во негова одбрана се обидуваат да го спасат и криминалот и да се исперат од сите криминали, направени и од нивна страна, а секако и од страна на Никола Груевски. Други прашања? Дали во рамките на политиката на висок морал, која што тврдите дека ја промовирате, ќе побарате оставки од оние пратеници кои што се обвинети, а потоа амнестирани? Зборувам за Муковски, Арналдо, Василевски. Оставката е личен чин. Ние, како пратеничка група, како парламентарно мнозинство, како партија со коалицијата, правиме сериозни и крупни чекори во таа насока. За жал, не гледам дека такви чекори прави и опозицијата, а има и текако крупни причини за да покаже барем грам морал и етика пред граѓаните и пред државата. Други прашања? Дали ќе повелете. Дали ќе групатите овој повик да поднесат морална одговорност и останатите пратеници од парламентарното мнозинство кои беа посочени дека за непотизамот, антикорупцијска и за кои се уште има отворени сумневања дека влијаеле за вработување на нивни листи? Ќе повторам, оставката од функцијата пратеник е личен чин. Затоа оставаме на колегите пратеници, на функционерите, да одлучат каква одлука ќе донесат. Повелете. Што се случува во коалицијата по назначувањето на Комисијата за задавање някои изјави дека Петаровските кадри во Војно не се Ние сме во активна коалиција со ДУИ, така да јас не гледам никаква причина да се умешуваме, да упаѓаме во одлуките кои што ги носи председателот на Република Северна Македонија. Коалицијата што се случува? Како? Што се случува во коалицијата, дали може би? Ние сме во активна коалиција, функционираме секојдневно и во рамки на собранието, и во рамки на владата, така да може да бидеме спокојни. Повелете. Јас имам 3 кратки прашања, многу кратки одговори сум. Дали како портпарол на СДСМ демократија сметате дека сите граѓани кои што имаат болни члени на своите семејства, имаат право, морално или било како право нелегално да набавуваат наркотици за лечење на своите членови на семејства? Апсолутно не. Јас сметам дека треба да се држиме на законската регулатива. Многу е неблагодарно во случајот со колегата Павле Богоевски, кој што јавно кажа и се пријави во полиција дека го прекршил законот, за жал, за да набави масло од канабис за неговата сестра. Сметам дека е неблагодарно, сметам дека ние, како пратеници, без разлика на која политичка партија припаѓаме, треба да размислуваме се со цел да им го олесниме животот на граѓаните. Особено на тие групи на граѓани. Дали тоа според вас како политичар, пратеник, образован човек е кривично дело? Се што е со закон спротивно регулирано, за жал, ние имаме обврска и како политичари
и како граѓани да го почитуваме законот. Независно од моето лично мислење, законот е јасен. Ќе повторам, ние како одговорни политичари, имајќи ги сите овие ситуации во предвид, треба да размислуваме можеби и на промена на законската регулатива во таа насока. Второто кратко ме молам. Ова е третото. Второто кратко прашање. Третото, така. Второто. Добро. МВР нема да има дека, барем ја немам да има некој утврди кој е таксистот и кој е човекот за кого што разговарал, дека е проблем во ЕС. Како нашиот слабо се утврди од тие избори, или од новинарски избори, дека и човекот со кого што разговарал е човек од политиката и од високиот државен орган. Прашањето ви е добро, но јас како одговорен политичар не би прејудицирал. Останува надлежните институции кои што се повикани да го отворат, да го разгледат предметот, да ги дадат потребните информации. Откако ќе ги добиеме потребните информации, ние може да излеземе и со јасен став. И за вас најслабото прашање и за јавноста, бидејќи има правни начини, меѓународно основани, Никола Груевски да биде вратен во државата. Зошто тоа не го направи? Јас упатувам и најодговорно кажувам пред граѓаните, еве и пред вас новинарите. Секој кој што се огрешил пред законот, секој на кој што во транспарентна судска постапка му се утврдува вина, мора да одговара согласно законот. Никола Груевски постојат меѓународно правни стандарди, норми, закони со кои што оваа држава може да го врати во државата. Во рамки Зошто како државна власт тоа не го направи? Во рамки на нашите надлежности, како државна власт, ги преземаме сите потребни мерки да Никола Груевски биде вратен во државата и да си одлежи казната затвор. Со таква партија, со таква пратеничка група која што има јасна интенција, како договарате закон за СЈО, кој што договарате себе, и како договорите закон за новата агенција? Како ги припатите нивните амандмани со што ги амнестиравте сите што работат во ДПМ? Јас сепак се држам на она што значи пратенички состав, на она што значи дека секој пратеник одлучува согласно неговото сопствено убедување. Ние како политички партии во рамки на Министерството за правда со преговарачката група на ВМРО-ДПМН уште траат разговорите околу законот за јавното обвинителство. Јас ве упатувам доколку детали конкретни ве интересираат да се обратите кај онеа група која што е во текст со преговорите. Едно прашање само до вас надвор од темата. 3 пати ве поканив на дебата со портфел на ВМРО-ДПМН, Димчарски, 3 пати ми видите ќе дојдете, не ви се ловтете со тоа. Ви предложив да ги договориме прашањата и темите и се. Зашто не пратите за... Океј. Имаше страф од недоговорите? Океј, јасна интенцијата, во ред. Јас почитувам слободна волја на изразување, добро е вака и јавно што прашувате, нормално. Во ситуации кога имам ангажмани како пратеник од општина Струмица, нормално дека приоритет без разлика дали со тоа јас ќе добијам или ќе изгубам политички поени, приоритет ќе ми бидат средбите со граѓаните на општина Струмица. Во тој случај, од таа причина, бев оневозможен да присуствувам на дебатата. Бидејќи велите дека е лична одлуката на секој пратеник дали ќе поднесе оставка, ќе прашам вас лично, дојдете на местото на Крсто Муковски, дали ќе си поднесете оставка? Јас можам да зборувам од моје име, ако бев на местото на... Доколку јас би се нашол во таква ситуација, нормално дека би си поднесел оставка.